Се готви на италијански, а по опера се оди кај Падроне. Вака виенскиот весник Ди Пресе го представи Аки Нуредини, македонец со албанско потекло роден во Тетовско Камењане, кој преку Белград стигнал до Виена. Денес е пресреќен што е таму. Неговиот италијански ресторан Соле е свратилиште на светскиот оперски джет-сет, а нивниот омилен домакин е токму Аки Нуредини. Срдечен, расположен, љубезен и непосреден. Тој е страстен љубеник во операта, во уметноста, во храната и секако во Виена. Веројатно најдобриот македонски амбасадор во австриската престолнина. Сите кои биле во ресторанот се увериле дека во Соле се испреплетуваат политиката, уметноста и секако културата. Доколку го посетите, можеби ќе седнете на истата маса каде што седеле Бил Клинтон, Жозе Мануел Баросо, основачот на Ферари Австрија Хербер Каспер, но секако и Пласидо Доминго, Рамон Варгас, Ана Нетрепко. Ние Соле го посетивме ден пред новогодишниот концерт на Виенската филхармонија и не идовме на легендарната Оскаровка Џули Ендрус, актерка и музичарка која е домаќин на американскиот пренос на новогодишниот концерт. Би ви рекла, добре дојдовте во ова интервју на телевизија Нова, меѓутоа вистината во моментов е тоа дека вие сте нашиот домакин. Се наоѓаме во барот Соле, кој што се наоѓа веднаш до познатиот ресторан Соле. Се наоѓаме на улицата Ана Гасе, гледачите и низ инсертите кои што им ги подготвивме ќе забележат дека е навистина интересно украсена, за тоа ќе позборуваме малку подоцна. Како дојдовте до оваа улица и зошто Соле токму на оваа улица? Супер, добро дојдете вие во Виена и во ресторанот Соле. Како дојдов во ова најлепша улица во Виена, тоа беше 81 година кога дојдов на Виена, поради на музика, пошто јас сум многу љубител на музика, на класика. И дојдов во Виена и ја гледав каде е опера, Бечка опера, Музикверајн, концертхаус и барав да будем негде поблизу од тие концертни куќи. И влегов една ноќ во оваа улица и се заљубив во улица, уска, мала, со најдивни архитектури и реков тука морам да се земем ресторан, да купим објект и ресторан и ето тоа ми успе и тука сум после 35 години уште во оваа улица. Која е тајната на успехот на ресторанот Соле? На успех е има си тоа како успех е секогаш еден букет, значи многу ствари се скупа. Најпред мало среќа се како во живот сега. Иначе остало е секогаш ангажман и професионализам. Така да тоа су те, значи среќа дека дојдов во Виена, дека сум во ова лепа улица, по мене реков дека најдобра улица во Виена, по сега после еден момент што ќе ви кажам покасно, е најлепша улица во светот. И, значи, и друго, пошто е, овде во Виена е интересантно. Овде е читав свет на музика, на култура, на се друго, така да, и ето, ја ги споив тука, ги доведов баш читав свет скупа до Ана Гасе. Година во улицата Ана Гасе, каде што е ресторанот Соле и барот Соле, ја украсивте на навистина посебен начин, кој што е одлична асоциација за вас како љубител на класичната музика, меѓутоа и за Виена како главен град на класичната музика. Од каде е идејата и како течеше украсувањето на улицата со оние петолинија со сијалички кои што формираат ноти? Идеја ми е подолга, веќе 3-4 години, ја 2 години беше ова, дека баш стартував да го направим овој момент и значи пошто е улица овде значи ошагот да улица е хаус музик, лево е Бечка опера, значи концерт, значи сите околу нас се сите куќи на музика и јас сакав да ја направим ова улица и помузичка. И идеја ми беше така, значи да направим со ноти за новогодишниот фест и за Божични фест и тоа ми успело комплетно да ги направим, да ги скупим сите овие комшии, бизнисмени, град Беч и Министерство култура и сите ме подржа и тоа веќе се направи. Направиле сме една голема феста на отварање, беше на 18 декември, беше со феста од Кефненштрасе и овде негде 700-800 душе и славили смо тоа отварање на музика така. Идеја ми е иднава година ќе направиме значи со мои пријатели. Тоа е значи идеја иде на понатаму. Годинава беше многу касно. Значи со Ана Нетрепко, со Доминго, со тие сите
gdje će pevat ORF, znači Austrijska televizija, gdje napravimo i gdje pošaljemo za Novo godina i Novo godina pozdrav, kulturni, muzički pozdrav od Vijena na čitav svet. Да се навратиме на вашите почетоци, односно на почетоците за љубовта кон класичната музика. Tako je, znači interes na klasika ušte na moji mladi denovi, koga sam despo Belgrad, ušte to tamo. Ideja beše znači za Vijenevo dedo, kako što rekao, poradi muzika i klasika, tako to. I znači baš pogodit na Meka od muzika. Ja služim ne samo doma, vo kola, vo doma, kad god odem ja sam sekao sa klasika. Klasična muzika te smiruje na jedna strana, a druga strana ti daje tolika moć kada je nevjerojatno. Znači, so takav pozitivitet, eto, jedno poseban život, kvalitetna život so klasika. Какво е чувството кога сте дел од концертот на првиот ден од новата година, концертот на Виенската филхармонија во Златната сала на Музикверајн, еден односно концертот кој што е најпосакуван меѓу љубителите на класичната музика? Иначе тоа е 17-ти пат кога што идем на новогодишен концерт. Уживање е посебно, пошто се гледа можеби и поарно на телевизија, која ќе видите или како што видите до свет. Ali doživljaj biti tamo, da počneš nova godina, so takav jedan moment, so taka klasika i so ti momenti i to je nešto poseban, nešto dar za život. Во 2013-та, Акин Уредини со хуманитарен концерт во Виенската опера го прослави 30 годишното работење на неговиот ресторан Соле. Дел од спектаклот беа најголемите оперски ѕвезди на денешницата. Виенски Дипресе настанот го представи на насловната страница на која се најде Ана Нетрепко со насловот «Ана го сака Аки». Собраните 130.000 евра беа наменети за болни дечиња од Мексико, поточно за фондацијата Едуардо Варгас. Воедно беше промовирана и книгата До ре ми фа соле, посветена на оперската историја врзана со случките во неговиот ресторан, каде што се договараат новите проекти, новите представи, се среќаваат менаџерите, уметниците, но секако се склопуваат и пријателства и нови проекти. 3 години подоцна во 2016-та, повторно во Музикверајн запеа најголемите оперски ѕвезди во чест на Нуредини, овој пат за да го прослават неговиот 60-ти роден ден. Собраните 110.000 евра од оваа хуманитарна гала вечер беа за децата болни од рак во детската болница Света Ана. На концертот насловен О Соле Ностро настапија 24 уметници. Споменавте дека 17 пати достега сте биле дел од новогодишниот концерт во Музикверајн. Се смениле многу диригенти и се смениле многу музичари. Што е она што ви оставило најголем впечаток? Па сите ми се пријатели, прво да кажем, сите се дивни. Би го одвајал, двајца ги би го одвајал посебно, али не да се други полоши, али тоа е Даниел Баренбајм и Марис Јансонс. Ali i drugите сите кои се за тие концерти дефинитивно најдобри диригенти во светот и во тоа најлепша сала на свет за концерти, што рекоме помало. Би додавал уште една ствар, пошто јас седов, што реков, од Македонија, дојдов овде и ја направив еден концерт на 2 ноември, баш во таа најлепша сала во свет и имав 1700 души. Значи, пошто сум бил горе на балкон, председателски балкон, и гледам доле, значи, каже на пријател ми на жена ми каже, па човече, гледај како доле, па тоа се ми сите пријатели, мои познаници, пријатели, тако, и направи тај концерт за една болница овде, за деца, за канцер, значи за рак, така да има еден проект кој се тоа поддржавам јас тај проекат, и за интеграција на студенти, на деца кои су од порекло од иностранство, така да, ево тоа проект, така беше тоа. Диван проект и голем успех. И, значи, јас таа сала за мене лично и за мои
za moju familiju i za moji prijatelji, za moj 60-godišnji rođendan. Да позборуваме секако и за Музик Ферајн, за Златната сала каде што се одржува концертот. Зошто оваа сала, зошто Музик Ферајн и зошто концертот е толку посакуван, што ги прави посебни? Posebna, prvo je tradicija, znači od Vijena i kod Muzik Verein. Drugo, sala što je lepotana sala, što je baš ono prakt sala. Treto je akustika. Što je akustika, što ima Muzik Verein, nema ni jedna druga sala. Govorim ne za opere, nego za koncertne sale. Najbolja akustika na svet kako muzička sala. Постојано зборувате за тоа колку ја сакате Виена. Зошто Виена е толку посебна? Ja sam presretan da kad živim ovdje sekoj minut, ne sekoj den, sekoj minut što živim u Vijena sam presretan, pošto Vijena je nešto posebno. Ja inače putujem dosta po čitav svet, upravo poradi operski život. I što Vijena daje, to ne daje nijedan drug grad u svet. Znači, mirnoća, sigurnost, arhitektura, kultura, a da ne kažem muzika. To je, što se dešava u Vijena jedan den, nema drugi gradovi koji čeka mjesec ili poviše, i godina dana se dešava što ima u jedan den u Vijena. Znači, ako će biti jedan den, ako slučajno, ne verujem da će biti penzionist, ali ako će biti penzionist, sigurno to sam isto napravio kalkulacija jedna, ne se može da se iskonzumira sve što Vijena, znači ništa drugo ne radiš, samo da ti odeš od jedan koncert do drugog koncert ili opere, nema šanse da gi konzumiraš. И на крајот, бидејќи сме на оваа локација, би ве прашала зошто големите музички звезди толку многу го сакаат и се чувствуваат пријатно во ресторанот Соле? Ovo, znači, restoran je prvo što se nalazi na dobro mjesto, da se nađe na dobro mjesto, kao što je ovdje, znači, što rekao me, Hanegase. Drugo, ja mislim da sam problem jas, kako osoba, eto, da budem malo neskromen, pošto prvo ljubitelj na muzika, drugo profesionista na moj posao što rabotam, na moja rabota, a drugo na kompletna, kao što rekao, na kompletan ambijent, so ekipa, so kvalitetna hrana, normalno. I eto, ja mislim da ja kako osoba, znači go sakam kultura i gi sakam muzika i gi sakam mnogo ljudi. Што би им порачале на гледачите на телевизија Нова за 2017 година? Vi čestitam Nova godina i želim sve najdobro, sreća, zdravlje i puno uspeh na svite vaši gledalci. Ви благодарам.